Беше тоа на 3 јануари 1942 година, кога загина Јордан Орце Николов, припадник на македонското национално-ослободително и комунистичко движење и учесник во антифашистичката војна во Вардарскиот дел на Македонија. Роден бил во Скопје на 7 јануари 1916 година. На Покраинската конференција од 8 септември 1940 година во отсуство бил избран за член на Покраинскиот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Македонија. На Петата земска конференција на Комунистичката партија на Југославија во Загреб е избран за кандидат за член на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија. Со група затвореници низ Прокопан тунел успеал да избега на 22 август 1941 година и се вклучил во Фрушкогорскиот партизански одред, преку кој се префрлил до Врховниот штаб на Народно-ослободителната војска на Југославија во Слободното Ужице. Со група партизани во обид да се префрли во Македонија, наишол на бугарска заседа и по кратка борба загинал. Прогласен бил за народен херој на Југославија на 29 јули 1945 година. На 3 јануари 1945 година, кога по наредба на главниот штаб на Народно-ослободителната војска на Македонија била формирана командата на градот Скопје. Беше тоа на 3 јануари 1960 година, кога во Скопје е роден Исмаил Мачев, атлетичар, македонска и југословенска легенда, се уште го држи македонскиот рекорд на 400 метри, остварен во 1983 година. Беше успешен учесник на многу државни, европски и светски првенства. На 3 јануари 1987 година во Скопје умре Драган Ѓаконовски Шпато, истакнат македонски композитор, диригент и музички аранжер. Неговото име ќе остане трајно врежано во историјата на македонската забавна музика, затоа што тој е всушност нејзин зачетник. Како автор на бројни забавни мелодии, на аранжмани за забавна и за џез музика на македонската сцена, се појави уште во првите повоени години. Бројни генерации се сеќаваат на неговите популарни композиции, како и на првата македонска џез композиција наречена Тема 1, што тој ја создаде во далечната 1947 година. Беше изворедно надарен музички инструменталист, кој ги формира првите оркестри, ритмички, сектет, забавниот ансамбл и биг бендот на Радио Скопје. Роден е во Скопје на 11 март 1931 година. Беше тоа на 3 јануари 1996 година, кога во Скопје почна со работа Канцеларијата за врски на Светската здравствена организација. На 3 јануари 1999 година почина Воислав Кушевски, македонски историчар. Кушевски е роден во делчевското село Тработивиште. Завршил учителска школа во Скопје во 1941 и едногодишен курс за предавачи по историја и по географија во 1946 година. Бил инспектор по историја за средните училишта од 1949 до 1959 година и директор во средни училишта. Од 1959 година бил асистент на Филозофскиот факултет и предавач по предметот Методика на настава по историја. Бил продекан на Филозофскиот факултет. Истражувал во повеќе архивски центри во земјава и во странство. Беше тоа на 3 јануари 2003 година, кога почина Владимир Костов, македонски писател, роден во Битола. 1951 година се запишал на Филозофскиот факултет група Југословенска книжевност на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Во 1955 година дипломирал пошто се вработил во радиодрамата на Радио Скопје. Во 1957 година Владимир Костов бил еден од основачите на културно-уметничкото друштво Илинден и негов долгогодишен уметнички директор. Во 2016 година е избран за почесен член на Македонската академија на науките и уметностите. Починал на 3 јануари 2023 година во Битола. Беше тоа на 3 јануари 2009 година, кога Сатоши Накамото го произвел првиот биткоин.